Јас сакам да дадам све од себе за да играм фудбал и сакам да играат и другите сите убаво, да даме све од себе за да можеме да победиме и да се дружиме. Јас се чувствувам добро. Не ме само овој прв пат напревар, значи имам играно во Охрид, имам играно овде 4 пати имам играно во игралиштето. И баш многу ми е добро и фино ми е, многу сакам да играм, многу сакам да бидам расположен. Фудбалот не е само за мене и за сите да е. И сакам со сите да се дружиме. Доста сме благодарни за ова што ни дадоа шанси да играме малце, да се покажеме кој колку знае да игра фудбал, а исто така ни дадоа шанси да покажеме, да си ги покажеме школите и да си ги представуваме нашите школи и училишта. Многу е важно затоа што фудбалот е за сите, бидејќи спортот, не само фудбалот, соединува и спојува. И јас мислам дека сите треба да бидат подеднакво сметани и фудбалот, како и сите други спортови, треба да биде за секој и за сите. Има повеќе од 120 ученици од типичните и атипичните училишта. Со години чезнеевне, работевне за да изградиме таа доверба помеѓу учениците со атипичен и типичен развој, со колегите наши, со родителите на учениците, дека нашите ученици можат, знаат, умеат да спортуваат, добро подготвени. Благодарение на Фудбалската федерација имаме проект кој што е трета година, работиме околу 72 тренинга во текот на годината, односно додека учениците се на училиште. Секој вторник и четврток имаме тренинг, имаме камп, втора година поред во Охрид, 7 дена, 14 тренинзи тамо и надпревари во Охрид. Прекрасни можности за децава да се осамостојат, да видат дека можат, дека имаат способности, самодовербата да им ја крене на едно повисоко ниво, сами да се грижат за себе си, од легнување, станување, средување на собите. Децата реално го прифаќаат овој момент да бидат блиски, инклузивно со децата кои се со пречки, тоа е со посебни потреби. Мислам дека ова е еден сегмент каде што можеме преку спортот да им дозволиме на луѓето социјално да се дружат и воедно да стапат во контакт со нивните другарчи. Постигнавме да ја смириме хиперактивноста, да постигнеме добра моторика, со тоа му дадовме пат да може и да пишува и одредени вежби, дисциплини и како секој еден спортист. Значи нашите деца треба ние да ги третираме исто како секој еден спортист и да го постигнеме максимум. Можам да кажам дека они реално многу повеќе нивото на свеста е подигната во однос на сваќањата колку е важно на овие деца да им се даде можност за поддршка за да бидат среќни. Се разбира затоа што и они сакаат ова да го многу сакаат ова да го работат како дел од спортот. Самите деца го осеќаат таа радост. Ја осеќаат присуството на други деца во средината, ја осеќаат атмосферата. Лично за мој Виктор би кажал дека он е постојано со компјутер и телевизија гледа, знае што е фудбалска утакмица, знае што е кошаркарска утакмица. Ја го носам им на многу спортски настани од професионален аспект и ја осеќа атмосферата и од тоа од секој еден момент можеме да добиеме придобивка.